Ви благодарам, госпоѓа Манулева. Јас ќе изнесам мој личен став во врска со вашето излагање, а тоа е дека учено се обидувате да релативизирате факти кои што се издадени од Државниот завод за ревизија, не од анкетната комисија од пратениците, туку се запис на Државниот завод за ревизија, за кои што немало коментари и забелешки од страна на директорите. Поттука влеговте и во моментот на какво било делото. Да, самата клиника има свој статут во кој што пропишува дека стручниот колегиум дава насока за набавка на медикаменти. Впрочем, тој стручен колегиум имал и деловник за работа, за тоа како одлучува кои медикаменти и во колкава количина, ама тоа било вон употреба. На крајот имало и правилници. И дека ова не постоело, а морало да постои, значи деловник за работа на стручната комисија која што ќе постапува и правилници за работа, е и оваа одлука од 28.11.22 година која што вие сте забележале бидејќи ја носи новиот директор на клиниката. Таа е означена како одлука за формирање на онколошки конзилиум за селекција на пациенти за третман со лекови кои не се на позитивна листа. И иако во изборот на лекари во овој конзилиум е и Никола Васев, претходниот директор, не навлегувајќи во изборот на лекари, дали вие прочитавте оваа одлука? Во оваа одлука стои дека одлуката за формирање на комисија за селекција на пациенти за третман со лекови кои не се на позитивна листа во ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Скопје број 02-1604/2 од 15.8.22 година се поништува. Значи имало претходна некоја комисија која што исто така во истиот месец назначена, односно во 8 месец 22 година. Сега откога ја поништиле таа комисија, Комисијата за селекција на пациенти за третман со лекови кои не се на позитивна листа ги има следните задачи и надлежности. Поништената добила задачи и надлежности. Ако нема правници на клиниката или во министерство, помогнете им некако, алудирајте, нешто правете. Од ова по случај не е никаква одлука од правен аспект. Еве тука имаме правници од сите партии. Нека ја погледнат одлуката на што личи. Поништувате комисија на која што ја дават ингеренции и тоа кои? Анализа на карактеристиките на болеста според кои пациентите ќе се селектираат како кандидати за евентуален третман со лекови кои не се на позитивна листа. Еми ова е во вашето владение. И сега не знаеме која прави селекцијата. Која комисија? Оваа поништенава на која што ја дадоа ингеренции или новава? Значи повторно на онкологија има хаос. Повторно. И сега во овој момент. Второто прашање беше врзано за она што го изјавивте за намалување на долговите на клиниката од страна на ФЗМ. Одлично од ФЗМ. Ама тоа не е од сопствени средства на клиниката. Оти знаете, комплексноста на ова прашање не е само во тежината на болеста и бројот на пациенти, туку и висината на цената на медикаменти, од каде што излегува и самиот сомнеш дека медицинската етика станала пазарна етика или шиткачка. Со насока која што не дошла од стручен колегиум, а дошло од некој друго место. А ќе видиме подоцна кога ќе зборуваме со Бирото за јавни набавки од кое место стигнало. И моето трето прашање е кога веќе овој допис од 17 април 18 година, кој што бил доставен во 2 наврати до Министерството, кабинет на министер, во кој што се кажува дека се остварува билатерална соработка помеѓу представниците на ЈЗУ УК за радиотерапија и онкологија на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Косово, никогаш го нема текстот на каква е таа билатерална соработка баш во 18-та пред агрегирање на долгот во 19-та, оној најголемиот од 20 милиони. Има архивско бројче 03714/1 од 4 месец 18-та. Ама нема записник, а е доставено до Министерство. Таквиот записник не го најдовме ниту на онкологија, ниту во Министерство. Па бидете љубесна, ако имате некоја информација во врска со тоа, кажете, ако не, ќе го побараме повторно од Министерство дописот. Благодарам.